Почитувани добровечер, вечерва во став гостува Ненад Стојановски, директорот на јавното претпријатие Чистота и зеленило. Господин Стојановски, добровечер и ви благодарам на одвоеното време. Добровечер, ви благодарам и на вас на поканата. Представува чест и задоволство и голем поздрав до гледачите. Чином прв пат сте гост во став, откако стапивте на функцијата директор на комуналното претпријатие. Проблем кој што се провлекува со деценија во Куманово е депонијата Краста, која пред известно време повторно гореше. Кажете ни колку дена траеше гасењето на депонијата, во каква состојба е моментално? И кое е решението за оваа депонија? Вака, точно дека откако станав ВД директор на Чистота и зеленило 21 мај 2024 година прв пат гостувам. Претходно имам гостувано од позиција на раководител на сектор за даноци и такси. Проблемот со депонија Краста, истата се запали, имаше известно палење на самиот празник Прочка во раните утрински часови, некаде околу 4:30 или 5 наутро. И ова е второ палење откако јас сум ВД директор, а палењето на депонија Краста е зачестена појава сите овие години и тоа е еден глобален проблем. Во врска со последното палење, можеме да констатираме и од оно што имаше на лице место увид од страна на МВР и експресно излегување на ТПП пожарна, воедно би сакал да ги поздравам нив за нивното експедитивност и не само во моментот со Краста, него во било кој момент. Овој пат депонијата се запали сама. Малку е симптоматично затоа што се случува зимно време. Меѓутоа, тоа е процес кој таа тлее цела зима и тој метан што постои таму и тоа разградување представува сериозен проблем прво за местното население, за нас како претпријатие кои имаме делегирана надлежност да го менаџираме, меѓутоа и за целиот град. Ние веднаш преминавме кон експресно гасење на самата депонија, бидејќи тоа е процес кој не се гаси со вода, а ТПП пожарна и системот кој е инсталиран таму има за цел само да не дозволи ширење на пожарот надвор од депонија, меѓутоа самата депонија се гаси со наноси од земја, затоа што земјата е единствена која задушува и тоа е процес кој не може да се заврши во еден ден. Овој пат депонијата успеаме да ја гасиме за 3 дена. Затоа што интензивно се работеше на неја, се нанесува земја со нашите механизација и нашиот човечки потенцијал, меѓутоа имавме помош и од приватни субјекти, како што се КОП инженеринг, Джикол, Тетоил и воедно би сакал да ги поздравам нив, затоа што секогаш излегуваат во пресред, затоа што ова е јавен проблем и затоа што тие одговорија со својата механизација и своите камиони и луѓе донесоа експресно поголема количина земја и со тоа интензивно успеваме да ја задушиме депонијата за 3 дена, а исто така, истиот ден кога настана имаше, сектор за инспекцијски надзор се излезе на лице место и констатираше во записникот дека истата депонија ни даде 7 дена рок да ја угасиме, ние тоа го направивме доста порано. Јас за оваа прилика би сакал да искажам жалење за местното население од село Пчиња, Студена Бара и ВК, затоа што тие најмногу се погодени од димот кој што настанува во една таква ситуација и проблемот со депонија е глобален проблем, чие решение треба да дојде со формирање на јавното претпријатие во Свети Николе, односно регионалната депонија за овој североисточен регион, за која депонија регионално има определено средства од странски фактор, меѓутоа државата доцнеше со отпочнување и реализација на истото. Таа фаза според искажувањата на директорот и сите оние проекции би требало да заврши за 4 до 5 години на еден таков начин, не само нашата депонија во Краста, туку и депонија што се наоѓа и во останатите општини ќе бидат претоварни центри. Тука е вклучена и селекција на отпад и на еден таков начин сметот би го имал во помали количини, а со тоа и опасност од настанување на пожари би била многу помала, односно би се свела на минимум, а тоа е уште една можност за сите претпријатија кои менаџираат со отпад, да истиот можат и да го наплатат, односно да го продават во таа регионална депонија, односно претпријатие и сите ние сакаме што побрзо да се заврши тој процес, како би можели ние да се спасиме од овие проблеми, а најмногу граѓаните на местните населенија од Пчиња, Студена Бара и село Ваков.
Го спомнавте местното население. Во меѓувреме жителите на Пчиња изразија незадоволство и најавија протест доколку за известно време не бидат исполнети барањата кои што како заклучок биле усвоени на Совет на општина Куманово пред 7 до 8 месеци. Кои од барањата досега ги исполни комуналното предпријатие Чистото и зеленило и општината Куманово, а што допрва ќе се преземе? Вака, пред да дојдеме до барањата, би сакал да го објаснам моментот со настанување на пожарот во мај минатата година. Дали беа и само 3 дена откако стана ВД директор, се соочи со проблем на палење на депонија и интензитетот на пожарот кој постоеше во тој момент е незабележан до тој момент таков пожар и јас не би сакал да се повтори. Тогаш имавме известна блокада и сите индикации и укажувања и констатации покажуваат дека стануваше збор за намерно палење на депонија. Состојби кои се случували и претходно и јас искрено се надевам и верувам дека такви состојби нема да има во иднина. Тогаш имаше протест на населението, јас го разбирам населението и сето тоа што населението го доживува сите овие години. Имаше координација на совет и беа донесени известни заклучоци. Дел од активности кои ние како јавно предпријатие заедно со општината би требале да ги исполниме. Јас би ги кажал сите тие активности кои ни беа зададени. Значи прво стануваше збор да се чисти целокупниот појас до појасот Краста, кој има сериозни наноси на смет. Дел од забелешките на граѓаните се дека испаѓа од нашите камиони, а меѓутоа тоа не е точно. Значи испаѓа можеби некој дел. И тоа е евидентно. Значи тоа го признаваме и ние се трудиме тој дел да не се повторува, да не го има. Меѓутоа постои голем смет кој го нанесуваат оние што надиво фрлаат и неовластено смет и тоа е еден појас од 8 км. Истиот појас го исчистиме тогаш, иако не е во програма на општина Куманово, и тоа не е решение кое треба да биде ад хок, да се изврши еднаш, туку тоа треба да биде термински процес. Јас најавувам ново чистење, најверојатно ќе се одржи овој наредниот викенд. Ние повторно ќе го чистиме тој појас и воедно го покануваме и населението да излезе со своја помош и допринос затоа што се работи за нивната животна средина, а ние како ЈП Чистота ќе учествуваме во ситне понатамошни акции и ќе се трудиме тоа да не се повторува. Дел од барањата беа да биде оградена депонијата и за таа цел и да има видеонадзор. Постои видеонадзор на депонијата, меѓутоа не е доволно квалитетен. Видеонадзорот е потребен за да се идентификуваат неовластени палења и незаконски од страна на надворешни субјекти. Според последните информации и последната средба што имаме со местното население на депонија Каста пред неколку денови, изведувачот веќе има добиено изведувач кој треба е поставена ограда во појас од 600 метри, дополнително ќе се набават средства за да се допостават уште 300 метри, а има добиено и фирма на тендер за софистициран видеонадзор и ние заеднички како јавно предпријатие фирмата која што го има добиено тендерот за изведување на оградата и субјектот за видеонадзорот сега правиме стопи во моментот, значи со анкери како би можеле да ставиме столови на определени места кои најдобро ги фаќале таквите луѓе кои што учествуваат во неовластени палења. И сето тоа во најбрзо можно време во наредните 2 до 3 недели ќе биде монтирано, така да двете работи во делот на оградување на депонијата, тоа е само еден дел затоа што самата депонија зафаќа пространство од 7,5 хектари. Дополнително советот и општината ќе обезбедуваат средства како би можеле со тек на време и целата депонија да ја заштитиме. Видеонадзорот ќе биде поставен во меѓувреме. ЈП Чистота и зеленило насади 75 садници, 40 јасени и 35 каталпи. Тоа е појасот како би можеле да се заштитува појасот од метанот и од сметот и од мирисот кој што се шири накај населението Пчиња. И тоа не е доволно, пошумување треба да продолжи и во другите делови, ќе продолжи со оглед на динамиката на садници кои ќе се изведуваат. Исто така се разгледува состојба за наводнување да има на цела депонија, сега има на само еден дел. Јас напоменав и на почетокот дека наводнувањето служи само за изолирање на огинот надвор од депонија, ама не е гаси самата депонија. Исто така општината треба да изгради тампониран пат, како и ние да си ги почитуваме правилата на миење на камиони, односно перење. При секој излегување од депонија тоа го правиме. Јас преземав иницијатива тоа да го контролирам лично,
затоа што недоволно добро се перени, односно миени, и да се користи алтернативниот пат кој е наменет за нашите камиони. Останати детали секогаш ќе има работи кои треба да се завршуваат за и околу депонијата. Ние ќе се трудиме заеднички со општина Куманово овој проблем додека не се реши регионалната депонија, да одржуваме депонија како најмалку би можеле да трпи населението, местното населението. Како граѓани на Куманово постојано сме сведоци на континуирано уништување на урбаната опрема која што се поставува во градот. Изнесовте пред неколку дена една фрапантна бројка, односно податок дека околу 65% од опремата која што се поставува на годишно ниво се уништува. Дали казната, односно санкцијата е единственото и најдоброто решение според вас за да се намалат или искоренат ваквите девијантни појави од страна на несовесни поединци? Вака, уништување на урбана опрема или јавни добра е зачестена појава и за жал се случува во континуитет. Сведоци сме, барем јас, откако што сум директор 9 месеци скоро, и претходно дека многу е тешко, се вложуваат многу напори да нешто се направи, одредени поединци, мора да кажам и да потенцирам дека се поединци, не е тоа грото на население на народот, тоа го уништуваат. Например, поставиме канти за отпадоци со јасни пораки, успеавме да ги добиеме како донација на градскиот кеј 16 канти, за 3 месеци 3 пати завршија во река. Клупи во градскиот парк 4 пати завршуваат во река. Последниот случај најсвеж на уништување на урбана опрема е полуподземен контейнер спроти библиотека Таня Георгиевски, и тоа не е единствен случај на уништување на полуподземни контейнери. Самиот полуподземен контейнер чини 6 до 7.000 евра, облогата внатре чини над 1000 евра. И сега, доколку не се изнесува комунален отпад во овој случај, се изнесува пепел или жаро од одредени средства за грејење, нормално дека ќе се запали. Санкции не постојат и воопшто не постојат. Во дел на комунали не знам, но многу малку казни има напишано. Апелирам, цело време апелирам, има многу состаноци и со инспекцијските служби на едно ниво, на општинско ниво, и со инспекторат за животна средина, и со МВР, да има позачестени контроли и да постојат санкции, зашто единствено нешто како би можеле да се дисциплинират тие поединци е систем на казни. Овој систем сега што го поставува МВР во општина Куманово и најверојатно ќе биде инсталиран во наредните месеци, според информациите од нивна страна, би требало да го заштитат населението и нас самите, јавното предпријатие, како помалку би се уништувало урбана опрема, која точно е, како што рековте вие, 60%, односно над 60% од оно што е поставено се уништува. И тоа е вандализам. И тоа мора да се спречи. А ние ќе мора заедно да го спречиме, сите заедно. И не може ради поединци да трпи целиот град. Така да јас смятам дека единствен начин е да профункционираат како што треба системот на санкции и казни, како би можел да се спречи тој вандализам. Последниот период јавното предпријатие Чистото и зеленило често пати е критикувано заради недоволно одржување на хигиената во градот. Во што е проблемот? Имате ли доволен број на возила, работници, санирани ли се дефектите на оние камиони кои што пред известен период кажавте дека се нели во лоша состојба? Па вака, јас прво нема да се сложам со вас дека не се одржува доволно хигиена од страна на јавното предпријатие. Прво за и околу јавното предпријатие, Јавното предпријатие по Чистото и зеленило брои 330 вработени од прилика, кај што дел од нив имаат решенија, дел од нив се активирани преку Агенција за привремени вработувања. Мислам дека 35 има преку агенција, не мислам него 35 има, 289 има со решенија, имаше 300 кога дојдов јас. Дел пензионирања, дел оставки и одреден дел по договори на дело, затоа што имаме и такви работници. Самите одсеци за одржување на хигиена се задолжен одсек на зеленило, кој работи програмата за зеленило, меѓутоа делот со изнесување на сметот е најзначајниот и најударниот. Прво мора да признаеме сите ние дека во Куманово се фрла неовластено и дека отпадот воопшто не се селектира и оној комунален отпад кој што е наменет во самите садови контейнери и во домаќинствата и во самите контейнери кои што постојат. По улиците не се фрла само комунален отпад, се фрла секаков тип на отпад, па не само што се фрла отпад во самите контейнери, од типот на шут, од типот на кабаст отпад и материјали се остават и околу контейнери. Така да прво треба да појдеме од нас населението колку тоа имаме ние свесност и култура и дали имаме санкции за сето тоа.
Ајде да направиме една споредба со останатите држави. Јас ќе ви кажам еден пример кој лично го имам забележано во Виена. Значи имам еден другар кој живее во стамбена зграда. Станарите таму нели си има стамбен домар кој си води евиденција, си одговара за сметот, има полуподземни контейнери во нивните гаражи. Реновирал одреден станар, фрлиле комунален, односно шут во истите контейнери во кои треба да биде наменет само комунален отпад. Вработените во ЈП чистота него имат изнесено сметот. Кога веќе им се беше натрупал сметот, ги повика, им измерија колку треба да платат и на сите им дојде сметка по 1800 евра. Следниот пат веќе нема размислување, никој нема да помисли да фрли еден таков тип на отпад. ЈП чистота и зелениот има третман на сиропиталишти и за жал граѓаните, јавното претпријатие и вработените таму ги доживуваат на таков начин. Сметаат дека ние се што они треба да фрлат, треба да изнесеме. Тоа не е така. Постојат закони, постои закон за картонажа, например, на правните субјекти, кои сите тие картони треба да ги свржуваат во снопче и по закон да ги остават, односно да ги дават на субјекти кои се задолжени за таква работа. И самата селекција на стакла или шут дали смее или не смее да фрли некој на крајот на денот, секогаш јавното предпријатие тоа кое треба да го исчисти тоа нели. Ние имаме оперативна програма, која оперативна програма служи за олеснување на работата на некој начин на јавното предпријатие. Значи градот е поделен по реони, има 26 реони и исто толку возила кои работат во 3 смени, 24 часа. Значи јавното предпријатие работи непрекидно. Имаме прва смена, втора смена, трета смена. По камиони сме распределени по тежината, односно колку тоа и кои реони се опфатени. Централното градско подрачје, например, ви имате места кои секој ден се поминуваат. Населението се поминува 2 пати. Во приградските насели во селата се поминува еднаш неделно, тоа зборувам за домаќинството. Меѓутоа, центарот на градот е оној кој што најмногу е дискутабилен дали се одржува хигиена или не се одржува хигиена. Имате локации кај што по 4 до 5 пати се пунат садовите за смет и тоа со неовластен отпад кој на крај на денот нели јавното предпријатие треба да го собере. Истите камиони се димензионирани и работат по принцип на смени како не би можел градот да трпи, а во летните периоди кога има зголемен обем на смет, имаме и дополнителни смени и прековремени, тогаш одиме со засилено темпо, затоа што за викенди се фрла смет во огромни количини и ние не можеме да дозволиме тој смет така да стои еден или половина ден. Така да елементот со одржување на хигиена или неодржување, сметам дека предпријатието работи максимално ефективно, а точно нам ни се потребни уште одредени возила. Во врска со кваровите би сакал да нагласам дека постоеа кварови 1-2 недели и се сведовме на помал обем на камиони со кои требаше да го обслужуваме целиот град. Тогаш работевме и вонсменски и на некој начин имаш изоставено известни терени, меѓутоа сето тоа е надмината. Станува збор за механизација, кој дел од камионите се доста стари. И самото правење, аз подложни се секојдневно на кварови, со оглед на работните часови изминати и дел камиони кои што се добиени на проекти, понекогаш самиот сервис на тие возила во набавката на делови во смената на сите нив трае повеќе време. Јас и тогаш излегов со изјави, се извинив на населението и ги замолив да имаат трпение, меѓутоа и сами да прават селекција на тој смет, да почнеме сами да се грижиме како не би имале проблеми во иднина. А јавното предпријатие, со оглед на можности во кои се наоѓа, веќе аплициравме на одредени проекти, очекуваме неколку нови возила со кои можеме да го подобриме нашиот возен парк и на таков начин да си ја подобриме услугата кој што граѓаните не само што ја очекуваат, туку ја заслужуваат, а ние сме обвржени да ми ја пружиме. Пред неколку месеци беше сменет начинот на наплата на таксата за гробарина. Граѓаните реагираат дека сега плаќаат речиси двојно повеќе, односно поскапо. Може ли да не објасните за каков нов начин на наплата станува збор? Вака. Прво, не станува за нов начин на наплата. Претходно би сакал да ги објаснам таксите кои постојат во делна гробарина. И постојат неколку такси таму. Постои надоместок за одржување на гробиштата или гробарина и тоа е надоместок кој чини 430 денари без ДДВ, со ДДВ цената на чинење е 507 денари и тоа е надоместокот за кој што имаше најбурни реакции. Втор е надоместок за пристапи користење на гробната инфраструктура и надоместок за давање на употреба на гробното место. И сето тоа ја прави цената на чинење на самото гробно место
И ако земеме колку тоа чини генерално, излегува дека едно гробно место чини околу 12.500-600 денари. Мимо таксата првична која ви ја спомнала, која сега ќе да објаснам што тоа значи. 2020 година имало ревизија во ЈП-чистота и зеленило и при останатите согледувања и препораки кои што ги има добиено ЈП-чистота и зеленило, ќе мора да ги почитува, имало тогаш и усмена препорака дека гробно место на една парцела се наплаќа треба да се користат, нели, една парцела, едно гробно место. Проблемот настанува тука. Ви имате на една парцела две гробни места и тоа го налага законот за гробишта и погребални услуги, кој закон постои од 1992 година. Значи нема никакво покачување, затоа што покачувањето на цени е врзано со тарифник, кој тарифник воопшто не е менуван од страна на ЈП-чистота и зеленило, а за кој тарифник одлука треба да донесе Советот. Значи такво нешто прво не постои. Цената на чинење која ви ја спомнав е премногу ниска со оглед на пазарните цени кои што постојат, ако се земат предвид тенденциите и движења во нашите држави, затоа што имаме сериозна инфлација. Ова е економски момент за кој политичарите воопшто не зборуваат, меѓутоа јас ќе ви објаснам што тоа практично значи. Вие во нашава држава имате покачување на плати 3 до 4 пати неосновани, без продуктивност на труд. Имате сериозни инфлаторни движења и ако отидете во маркет, претходно имате купено одредени артикли, потрошувачка кошница за 2000 денари, за сега ќе ви требаат намалку 4000 денари. На крај на ден сите цени одат нагоре и во таа спирала секој ќе мора да ги качи своите цени. ЈП-чистота и зеленило се уште ги немаме покачено своите цени, само во делот на таксата за која имаше некои коментари во јавноста. Значи 2020 година ви реков дека имаше ревизија. Минатата година през ја за да постанам ВД директор да бидам поставен, во ЈП-чистота има доаѓано државен инспектор за гробишта. Истиот инспектор има повторно усмено укажано да го почитуваме законот за гробишта, а тоа е член 19 кој покажува дека такса на доместокот, оној првиот кој што ви го кажав, се наплаќа по гробно место. Ако на една парцела има две гробни места, и тоа е законот кој што треба да се почитува, затоа што постои методологија од страна на Министерство за животна средина од 2009 година за гробните места и како тоа треба да се користат тие гробни места, односно како се копаат луѓето. На една парцела се копаат две гробни места. И затоа има две такси. Значи не станува збор за покачување, станува збор за правилно сметање на таа такса. И сега ако се вратиме ретроактивно, никој не го отвора прашањето зошто тие луѓе плаќале дупло помалку отколку што по закон тоа требало да биде. И ајде да бидеме реални, дали такса од 507 денари со ДДВ е висока такса. Ајде да ги споредиме другите сметки кои што ги плаќа населението и да земеме во предвид дека цените на едно гробно место изнесуваат 12.500 денари, а реалната цена на чинење, тоа што е чини ЈП-чистота и зеленило е 30.000 денари. Ако се земе во предвид што тоа се влегува во гробното место, а влегуваат освен земјиштето по квадратура, пошто си има методологија и правилник за сето тоа, влегува и ограда при самиот гроб и сега таксата е проблем, нели? Мислам дека тоа не е воопшто проблем. Генерално нема никакво покачување на цени, само има почитување на закон и истата такса, за да не биде спроведувана на средина на година, се спроведува од 1.1.2025 година. Така, според ова сакате да кажете дека претходно не бил почитуван законот како што треба. Видете, не станува збор за почитување на законот, мора да сите да се сложиме дека станува збор за сензитивна тема и ако се земала некоја пракса во прашање, а тоа се морални норми, особено делот со гробиштата, тоа е емоционална состојба. Општина Кумано и уште две општини во нашата држава го применувале принципот како што го применувале. Затоа не може да се изречат казни и неосновано е за такво нешто се изречуваат казни и нема да се изречуваат. Суштината е дека таа препорака мора да се почитува. Била како била моралната норма или праксата, едноставно законот мора да се спроведува. И сега дали ние треба да добиваме писмени укажувања или казни, нормално дека ниту тој инспектор што е за гробишта, ниту ревизија нема да изрече таква казна. Он само ви дава препорака, може да биде во писмена или усмена форма, а вие како во овој случај јас како одговорно лице сум должен тоа да го почитувам. Во каква финансиска кондиција јавното претпријатие Чистота и зеленило? Последните неколку финансиски извештаи покажува дека работите со загуба. Се говори и за блокада на сметка заради неисплатен годишен регрес на работниците. Вака. Прво се зборуваат многу работи од страна на неовластени портали или да речам поединци кои очигледно имаат
нешто лично со одредени луѓе од претходниот менаџмент или не знам со мене, како и да е вака. Ајде да објасниме ситуацијата прво со сметката на ЈП Чистота и зелениво. ЈП Чистота и зелениво, како и скоро сите јавни предпријатија во оваа држава работат со блокада. Значи имаат свој известни долгови и блокадата не потекнува заради неисплатен регрес на вработените, туку потекнува заради неисплатен данок према УЕП. И ова е блокада со многу години наназад. И во оваа прилика јас би сакал да информирам јавноста дека ние сме блокирани од УЕП за сума од над 2 милиони евра. Меѓутоа, во сумата од тие над 2 милиони евра влегува главнина од 19 милиони денари, а претходно била 38 милиони денари, што значи дека ЈП Чистота скоро половина и повеќе го има намалено основната главнина према УЕП. Најголемиот дел над 101 милионот паѓаат на камати. И сега имаме променет закон нов за камати кои не може да го надминуваат износот на главнината. Во овој случај УЕП тоа не го зема во предвид, а не го сторнира во својот систем, секој дневно, односно секој месец ни праќа состојба за нашиот долг, кој како може каматата да биде 5 пати поголема од страна на основниот долг. И тоа е главната блокада заради која ЈП Чистота и зелениво е блокирана од страна на судот. Значи судот е надлежен. Основниот суд, ова случај основниот суд Куманово за нашава блокада. И само претседателката на суд е таа која определува рамката, затоа што секој јавно предпријатие, како ЈП Чистота и зелениво, работи во принцип на рамка. И кога веќе ја отворивме оваа тема, ова е сериозна тема, за која треба да се занимаваат сите политичари на највисоко ниво, како и министри, ќе мора да го елаборирам ова малку повеќе. ЈП Чистота и зелениво, јас кога дојдов имаше рамка од 16,4 милиони денари. Што значи тоа? Значи, во простор од 16,4 милиони денари, ЈП Чистота треба да ги плаќа своите обврски. Тука влегуваат и главните основни обврски се платите на вработените. Понатаму сите останати трошоци кои предпријатието го работи, најголемите трошоци отпаѓаат на гориво, на резервни делови, затоа што тие се и носечки трошоци. Меѓутоа, едно предпријатие во тие 16,4 милиони, во овој случај ЈП Чистота и зелениво, треба да ги плаќа своите обврски. Постоеше закон за цесии и компензации до пред година и пол, со кој закон се одминуваше рамката и дел од обврските се затвара мимо рамката. Таа можност, за жал, за сите јавни предпријатија, па за Чистота и зелениво е укината и сега се соочуваме со дополнителни проблеми мимо блокадата која постои. Освен тие 2 милиони евра, ЈП Чистота и зелениво има тековни обврски према субјекти, затоа што во моментот на рамката и сите трошоци, кај што има 3 пати покачување на плата, 2 пати по закон за државни службеници и еднаш по закон на минимална плата, а сега се најавува и новото покачување во месец март, односно април, се преговара со синдикатите за таа работа. Ние, јас откако сум директор и претседател на суд со експертиза, не ние заедно, имаме покачата на рамката за 2,5 милиони, сепак тоа се недоволно средства за наши тековни плаќања, па ние за плати, кои плати со 3 раста на толку вработени, 16 милиони ќе достигнат трошоците само за плата. И како ќе може ЈП Чистота и било кое предпријатие во таа рамка да ги сервисира своите обврски. А нормално е дека таквите предпријатија имаат и изгубени пресуди од страна на странки. Во овој случај, она што се зборува за регресот на вработени, треба да се отвори уште едно прашање. Значи, прво, владата би требала потхитно да се направи експертски тим и еве една порака до сите пратеници да си направат иницијатива и да ги вратат цесиите и компензации доколку сметаат дека јавните предпријатија треба да останат јавни и да продолжат да функционираат, или во спротивно, нека го кажат моделот јавно што тоа они планираат да направат, затоа што со еден ваков начин ќе се доведат до прашање работата на сите предпријатија. Во пресудите кои останатите пресуди кои што ги има добиено сите субјекти кои што имаат тужено и ЈП Чистота и сите јавни предпријатија, не може да ги наплатат своите побарувања се до моментот додека тоа предпријатие или било кое предпријатие е блокирано од страна на УЕП. Во овој случај пресудите за кои што се зборуваше станува збор за неисплатен К15 за период од 2021, 2022 и 2023 година, затоа што тука важи рокот на застареност од 3 години. И искрено ќе ви кажам, станува збор од поединци адвокати кои очигледно дека не се способни да си обавуваат приватно својата работа, па се занимаваат со јавни предпријатија, користат извршители. Замислете вие адвокат кој што застапувал 60 вработени за пресуди во ЈП Чистота и зелениво и користејќи жена извршител,
успеале да блокираат средства на ЈП Чистотите зелени, момент со кој ние се соочуваме, па ајде да не биде само неговата сопруга, искористил уште еден извршител и се поставува едно круцијално прашање дали извршителите се посилни од државата, затоа што во самиот закон стои забрана за отуѓување и регистрација на возила, па истите тие по желба си навеле кои се тоа возила. И сега, тоа се возило за чистење на снег, кој не можеме да ги регистрираме од 13.1, а доаѓаат наред и сите останати возила за изнесување на смет. За сето тоа е надлежна председателка на суд која подадена експертиза од страна на треба да донесе одлуката доцни и еве ако во најбрз можен рок не го донесат тоа, затоа што барала до објаснување, не се повикува на член 128, кој јасно кажува дека извршителите не смеат да го користат моментот со дупката во закон забрана за отуѓување, да, меѓутоа не можете да ставите забрани за регистрација, да го доведат во прашање работењето на јавно предпријатие каде што јавниот интерес е во прашање. Ке сватите дека ситуацијата отишла предалеку и дека мора да има нова констелација. Прво да им се каже кај е местото на сите тие извршители, а местото им е многу горе на пиедестал, тие како да имаат ексклузивно правно, односно исто како овие стечајцеви закон за стечај кој го ставаат лек специјалист, исто и они сметаат дека се врни и блокираат предпријатија од таков интерес, а во овој случај се изманипулирани вработените. Ако е за тоа К15 треба да исплаќа фирма која работи со добивка, ЈП Чистота работи со загуба. И на крај на ден ние сме основани од општина Куманово и нормално дека општина треба да стои позади нас. И не е битно дали имаме добивка или загуба, битно е да ги пружиме услугите како што треба. ЈП Чистота зелени секако дека ќе има загуба со оглед на цените. Јас ви објаснив дел од цените, меѓутоа истите услуги кои ние ги пружаме се недоволни. А во меѓувреме ЈП Чистота зеленило се труди и ќе се труди мимо рамката, затоа што јас како менаџер не гледам краткорочно, гледам далекосежно. Во овој момент имам направено комисии, затоа што имам констатирано дека не сите субјекти плаќаат смет или плаќаат недоволно добро и ќе ги ревидентирам сите комитенти на територија на општина Куманово, моментално ги посетува комисија. Би сакал да бидат приведени од страна на комисија, да не прибегнуваме према други методи, затоа што секој мора да плаќа еднакво, неселективно смет. На еден таков начин сметам дека нашите приходи ќе имаат подобрување во нагорна линија, меѓутоа сето тоа можеби нема да вреди доколку проблемот со цесии и компензации и проблемот со рамката не биде решен, а ЮП не се среди каматата и не се смета по закон. Малку за попозитивни теми, се поставуваат полуподземни контейнери на нови локации. Може ли да кажеме колку полуподземни контейнери ќе се постават во наредниот период, кои се локациите? Вака, за да поставиме полуподземни контейнери, ние први треба да добиеме одобрение за локација од страна на сектор за комунални дејности од општината, затоа што тој полуподземен контейнер кај да биде поставен треба да не смета на инфраструктура, да нема кабли, да нема проблеми, довод, цевки и останати работи. Значи, ние веќе имаме поставено неколку полуподземни контейнери, а имаме добиено 7 локации. Например, имаме локација на 3-та македонска ударна бригада на 2 места. Имаме локации која сега во најбрз може нареден период ќе бидат поставувани. Имаме на Тоде Думба во Трговски. Имаме на 4 мај улицата. На Боро Парцан. Значи имаме на 7 локации ќе бидат поставени уште 18 контейнери. Тоа е во највозможно време, во наредните 2 до 3 недели. Предходно поставивме на градските гробишта 6 полуподземни контейнери. На улица 11 ноември поставивме 4 полуподземни контейнери. И овој тренд ќе продолжи, значи ќе поставиме со овие 18 кои ќе одат во овие 7 локации кои што ви ги напоменав, уште 50 во наредните 3 до 4 месеци. Суштината и намерата е да направиме заштита на трошоци спрема нас, меѓутоа оно што е побитно да го спречиме расфрлувањето на отпадот надвор од контейнерите кои постои. А ако се земе во предвид дека зафатнина на еден полуподземен контейнер е 5,5 метри кубни, тоа е 5 пати повеќе во однос на еден обичен контейнер, чија зафатнина на смет е 1,1 метар кубен, значи еден полуподземен контейнер менува 5 обични контейнери. Ако гледате естетски, многу подобро изгледа еден полуподземен контейнер. Во оваа прилика јас добивам многу барања од страна на жителите, станарите, кај што нивните собственици, оние од кои што не ги купиле своите станови, требале однапред со добиена локација да си постават полуподземни контейнери. ЈП Чистота зеленило и покрај тој недостаток на истите тие собственици,
ќе направи напори на сите локации на кои што ќе добиеме одобрение од страна на општина Куманово. А веќе сме влезени во проект за добивање на уште други полуподземни контейнери, затоа што еден полуподземен контейнер чини 6 до 7.000 евра и воопшто не е ефтина работа. Овие што се ги користиме се остаток од претходни донации и набавки од страна на општината. Откако сум јас директор, ја чистото зеленило нема добиено, меѓутоа има известна залика. Ќе продолжиме со тоа темпо и сите улици кои што ќе бидат правени, ќе бидат реконструирани како што е сега не на Горички, како се викаше улицата Карши, кај Сума, значи ќе однапред Мошопијаде, како например имавме улица ние во Ајдучка чешма, каде поставиме полуподземни контейнери пред да се прави улицата и сметам дека тоа е најдобро. Тогаш се добиваат локации, тогаш се поставуваат полуподземни контейнери и ќе продолжиме на сите такви улици, а тоа во координација со општината да поставиме на време и на еден таков начин ќе можеме да го заштитиме населението од комуналниот отпад околу контейнерите, а препорака до нив нели да го фрлат истиот отпад во контейнерите. Јавното предпријатие располага и со 2 расадника. Во една прилика кажавте дека годинава има рекорден број на произведени садници. Колку садници се произведени, какви садници, се планираат ли акции за пошумување? Вака, ЈП Чистота и зеленило може да се пофали дека има рекорден број на садници. Во последните 14 месеци имаме насадено околу 6500 садници. Најголемиот дел од тие садници се произведени во нашиот расадник, а известен дел за кој што дававме изјави, нели не имаше, со проекти добивме 1815 садника, проект заедно со УНОПС под покровителство на Европската унија, и за истите имавме определено 3 локации кај што требаше да ги садиме, меѓутоа и со останатите кои што ние ги произведоме, а станува збор за висококвалитетни школски садници од типот на Сантолина, Махонија, Сорбус, Цетис, Котинус, Див Костен, Хибискус, Смречи, Брези и многу други садници. Значи они се школуваат 4 до 5 години за да можат да бидат висококвалитетен садник. Истите имаат век на трајање од 10 на 15 години, па дури до 700-800 години. Последниот проект кој што го имавме добиено со УНОПС преку Европската унија, добивме садници во вредност од 200.000 евра. Тоа се сериозни средства, ние не би можеле да вложиме толку пари за да купуваме садници, ги користиме нашите расадници. И јас во оваа прилика би сакал да искористам да ги поздравам сите субјекти кои што учествуваат во одгледување на тие садници. Вложуваме многу напор за да ги насадиме истите. Консултираме експерти за сите тие садници. Например, во последниот случај имавме консултација, мислење и одобрување од страна на експерт од Градежен факултет, човекот кој бил во Канада да дава инструкции како тоа треба да се садат и какви типови на дрво со оглед на испитување претходно на квалитет на почвата и што тоа треба да успее или не, за на крај на ден при првото садење ви извадат 10 садници и за сето тоа да не биде најден сторител. Јас ги замолувам граѓаните да сите садници кои се насадени и кои ние се трудиме да ги одржуваме, а сите мора да бидат одржувани и ги чувствуваме како свој. Знам дека најголем дел од нив нема да припремнат кон уништување, меѓутоа сакам дека да сите оние кои се забележат да ги уништуваат да бидат пријавени од секој граѓан соодветно, како би можеле да имаме и почист град и позелен град, меѓутоа и почист воздух, затоа што намената на тие садници не е само естетски да изгледа поубаво градот, туку тие служат и за прочистување на воздухот. Например, имате туи последниот пат кој што садеме по влони кои што имаат функција за прочистување на воздухот со оглед на состојби кои владеат со загадување на воздухот во последно време, а еден садник за да нели се одгледа, да се школува и потоа да биде наследен, и се треба време да се источуваме садниците сите заедно. Така, повеќе пати досега организиравте акции за собирање и одлагање на кабаст отпад, какви се резултатите? Вака прво останав не да искажам во дел на акциите. Повелете? Да, за еколошките акции. Еколошките акции ние имаме иницијатива од страна на одредени здруженија и на одредени граѓани. Секогаш сме тука и секогаш одговараме на иницијативите. Сега ќе се одржува една акција на садење на студена вода на 22 март, мислам дека беше, по барање на здружение, има едно ново здружение. Ние ќе им дадеме садници, останатото е на нив, ќе им помогнеме што треба во делот на садење на тие садници.
и ги поздравуваме сите такви иницијативи, стоиме позади таквите иницијативи. Едноставно, оваа година и ќе го зголемиме обемот на садници. Веќе имаме добиено 2 проекта и во нашиот трсадник ќе се потрудиме со оглед на нашите капацитетности и ресурси да го зголемиме бројот на садници и да продолжиме со озеленување, ошумување на нашиот град. Во делот на кава 100 пати прашањето кое го добив. Ние 4 пати годишно правиме акции за кава 100 пат, кои траат по 1 ден, 2 или 3, каде што бесплатно определуваме локации, каде граѓаните би можеле да го одложат тој кава 100 пат, кој што во нормални услови, доколку ние би требале да го подигаме, има своја цена на чинење и тоа е 3000 денари по камион, односно по тракторска приколица. Граѓаните имаат можност со сите тие акции бесплатно да го одложат, само треба да го донесат на тие локации кои ние ги определуваме. За жал, одзивот е многу мал. Правиме акција, ниту еден нема донесено, например, кава 100, а утре дента пред контейнерите гледате разфрлан кава 100 пат. За сите тие акции ние ќе ги најавуваме во сите медиуми, по Facebook профили, како би можеле граѓаните да бидат по запознаени со сето тоа и барам од нив да ги искористат тие акции. Сега последново имавме минатиот месец акција, ќе имаме и овој месец и ќе траат по 5 дена како и претходниот месец. Мора да кажам, ова беше по налог на Министерство за животна средина, ни наложија и на општината и на нас, како ние што предпријатие што извршува таа работа, траеше 5 дена акцијата и има малку поголем одзив во однос на претходните акции кои што ги правиме. Таква акција ќе има овој месец, ќе трае 5 дена и наредниот месец, а за понатаму секако дека ние како јавно предпријатие исто ќе организираме. Јас ги повикувам граѓаните да го искористат моментумот и да таквиот тип на отпад го достават на тие локации, со тоа не би ни предизвикале проблеми да го фрлаат на места кај што не треба да се фрла. Они би се заштедиле од трошоци во делот, би требале да плаќат за таква работа и на крај сите заедно да допринесеме кон почиста животна средина. Како предпријатие се вклучувате и во чистење на дивите депонии. Каква е состојбата, колку диви депонии, има ли некоја бројка, колку диви депонии има? Вака. Дивите депонии ние ги чистиме затоа што по налог на општината, и тоа е законски, значи општината треба да ни даде налог за да ние изчистиме дива депонија. Во тој дел минатата година имаше определено 2 милиони денари. И јас можам да ви кажам колку диви депонии во кубици се изчистени минатата година. 2024 година е рекордна година по број на изчистени диви депонии, односно по кубикажа. Станува збор за 1513 кубни метри дива депонија, секаков тип на смет. Иако порано може да се определат диви депонии на кои локации постојат, во последно време диви депонии виникнуваат секој ден. Која е причината за настанување на диви депонии? Постојат повеќе причини. Прво е непостојање на системот на санкции и казни од страна на инспекцијските служби, за жал, така е. Второ, постојат многу неовластени култиватори во град Куманово, кои што за известни парични средства одат кај населението. Населението воопшто не е криво. Го земаат тој отпад и си измислуваат сами диви депонии. И на крај тие исти диви депонии некој треба да ги чисти, а ние без налог не смееме да ги чистиме. Минатата година сме изчистиле рекорден број на диви депонии, ова година продолжиме. Се повторуваат известни локации и места. Значи, нормално кога системот на казни не функционира, истите си продолжуваат да си фрлат. Јас барам од МВР да си ги исклучи тие диви превозници на еден таков начин, ќе се намали бројот на диви депонии. Значи, не може сметот да завршува кај што ќе им текне и како што ќе им текне на поединци. Повторно, тоа не е вина на населението. А ние ќе продолжиме да ги чистиме. Во контекст на сето тоа многу е поедноставно и за нас да чистиме диве депонија кога се наоѓа на место, на општинско место. Ви имате уште еден поголем проблем. Никнуваат диви депонии на приватен имот. И вие по закон не можете да го чистите, а самата дивја депонија предизвикува опасност по населението. И тоа што општината и да сака не може да ви даде налог, и ние сме приморани на некој начин да чистиме на такви места, доколку констатираме, а тоа е лесно воочливо, дека таа дива депонија представува опасност по здравјето на граѓаните. Тоа ќе мора да прибегнеме да ја чистиме. Сакам да ви кажам дека постојат моментуми со чисти радиота за кои воопшто не сме платени, тоа го работиме лично сами, а не е дел можеби по налог, меѓутоа ја почистота и зеленило секогаш е на страната на граѓанинот и така и ќе остане. Во делот на програмата која ја спомнавме, нели,
За Дива депонија имавме ребаланс минатата година и освен тие 2 милиони како и за одбележување кој исто спаѓа во делот кој што општина Куманово со совет како делегирана надлежност не има пренесено. Имавме известен ребаланс и добивме под дополнителни 1,5 милиони денари, меѓутоа со поглед на обемот на оно што ние го работиме, мислам дека тоа не е доволно. Ваши екипи се вклучуваат и во расчистување на просторот околу стамбените единици, но претходно ги повикувате стамбените домари да склучат договор за соработка. Колку стамбени домари или управители досега имаат склучени договори со јавното предпријатие Чистота за да се вклучите во таквите акции? Искрено, жал ме ова што ќе го кажам, ниту еден стамбен домар нема склучено договор со ЈП Чистота и Зеленило. ЈП Чистота и Зеленило ги има повикано сите нив за да склучат договор затоа што тоа е приватен двор. Там местото пред зграда е двор, како што е двор и во куќа. И сите они наплаќаат од станарите и се обвржани они да го чистат, меѓутоа тоа не го прават. И кога ќе дојдете со иницијатива од известни граѓани од известно место, ЈП Чистота и Зеленило мора тоа да го прифати и да чисти мимо она што би требало да го плати стамбениот домар во име на граѓаните. И ние учествуваме во скоро сите акции кај што сме повикани, а не можеме едноставно секој двор да го чистиме. Прво немаме нити капацитетност, нити ресурси, нити пак за тоа некој би ни платил. Меѓутоа ја поздравуваме секоја иницијатива, учествуваме во секоја иницијатива. Најдобро кога ќе се вклучат граѓаните и ги поздравуваме сите иницијативи. Јас ги повикувам сите станари да прашањето прво го решат со своите стамбени домари, затоа што они плаќаат за таа услуга. А на крај на ден стамбениот домар не им ја пружа таа услуга. ЈП Чистота и Зеленило секогаш ќе е тука за граѓаните. Ќе учествуваме ние во сите акции, меѓутоа проблемот е генерален. Зошто ниту еден од нив не дојде да склучи договор е прашање на кое тие би требало да одговорат. Ќе преминеме на неколку прашања од спортот. Машкиот кошаркарски клуб Куманово успешно дебитираше во прва лига годинава и има солидни резултати. Како претседател на МКК Куманово, какви се очекувањата од надпреварите што предстојат? Вака, МКК Куманово беше здружение. Пред 2 години се надпреваруваше во трета лига, затоа што у Куманово постоеше клуб Куманово 2009, кој што се надпреваруваше во прва лига. Меѓутоа, со оглед на состојбите кои настанаа во тој клуб, испадна во втора лига, а сега мислам дека е во состојба на гасење. МКК Куманово прв пат се има надпреварувано во трета лига, па експресно брзо влезе во втора лига. Минатата година има рекорд, ниту една екипа од надпреварувачки карактер не ја завршила годината со сите 26 победи, ниту еден пораз. Благодарение на менеджментот и благодарение пред се на тренерот и на таа позитивна хемија која се случи во клубот. Јас би сакал да го поздравам во оваа прилика Марин Докузовски, за кого сметам дека е еден од најдобрите тренери. Човекот го имаше водено клубот МКК во втора лига, а важи и еден од најдобрите тренери во нашава држава се уште. А сега клубот, и тогаш се надпреваруваше како здружение, за да овој клуб добие надпреварувачки карактер по закон во прва лига, пошто прв пат влегува во прва лига, можеше да се трансформира во акционерско друштво. Тоа е условот за да можеш да се надпреваруваш во прва лига. И мене ми припадна таа улога, или ајде не е улога, односно тоа е одговорност. Јас се преземам во оваа работа заедно со Андреја Маџовски и ние заедно на некој начин го основуваме тој клуб. И сме собственици, меѓутоа јас сум председател, тој и директор и имаме уште еден член во управен одбор и сега се надпреваруваме во прва лига. Морам да кажам дека поминавме низ многу премрежја за да го формираме клубот, на некој начин и доцнеме, меѓутоа успееме да стигнеме на време, затоа што доколку не го регистрираме клубот како акционерско друштво, ние немаше да имаме надпреварувачка екипа во прва лига. Моментално се наоѓаме на делба на третото и четвртото место со оглед на финансиските проекции, затоа што треба доста средства во кошарката, а јас за оваа прилика би сакал да им се заблагодарам на сите спонзори, затоа што ние функционираме по принцип на спонзорство. Огромно благодарност за нив затоа што имаат вложено средство во нашиот клуб, нели, за да ја развиваме кошарката. Ние имавме проекции можеби за некој 5-6 место реално, меѓутоа сега гледаме можност за уште повеќе и еве во недела ние можеби еден од назначените надпревари со работнички играме на гостински терен, дома успеавме да ги победиме. И ако успееме да ги победиме, јас искрено се надевам и верувам во тоа, ќе имаме можност можеби да завршиме како втори. Тоа е сериозен голем резултат. Прв пат влегуваш нели во прва лига, се бориш во плейоф сигурно ќе учествуваме, па да се надеваме и на некој изненадување.
Иако ако се земат во предвид буџетите на останатите екипи, например МЗ имат 3 пати поголем буџет од нас. Па тука се доведува прашање и присуство на домашни играчи или на странци. Вие по сите закони во Македонија можете да имате 4 странци кои се надпреваруваат. Цената на чинење на сите нив ја знаеме каква е, меѓутоа немаме и нешто многу голем арсенал на домашни играчи и мора да признам дека лигата не е на некое ниво. Да сите заедно смогнеме сили и да вложиме во спортот едноставно и потенцијал и луѓе и школи и системи за да можеме да ја дигнеме не само кошарката и спортот, сите заедно. Публиката се врати на трибините по повеќе годишна пауза, но училишната сала нема адекватни услови за ваков тип на надпревари. Имате ли информација до каде е спортската сала? Вака. Ние се надпреваруваме во средно училиште Перо Наков и салата има многу мала капацитетност. Ги исполнува условите затоа што доколку не би ги исполнувал услови, нас не би ни дозволиле да играме. Ако се земат во предвид и останатите клубови кај што се надпреваруваат, сите се горе-доле во слична состојба, можеби Борис Трајковски една сала која е и салата во Аеродом која користи МЗТ, меѓутоа и останатите екипи играат во училишни сали, не сите играат во општински сали. Како и да е, капацитетноста е многу мала, интерес за кошарка постои огромен. Јас за оваа прилика сакам да ги поздравам и навијачката група Кумани, која мислам дека е најмасивна и најдобра навивачка група во Македонија. Барем оваа година, како председател одедов на скоро сите надпревари кај што гостуваме и не видов такви навивачи. Заслужуваме сала, нели? Имаме најубава сала и сето она што сега се прави. Мислам дека ќе имаме најдобра сала во државава. Работава се движи во добар правец. Значи се интензивираат работите и скоро е при крај. Јас не можам да кажам од оваа позиција сега ќе биде салата наредниот месец или ова, меѓутоа сигурно дека наредната година ќе играме нова сала. Тоа значи дека ќе имаме публика од 4-5 илјади луѓе. Сега луѓето и не можат многу да дојдат во што поголем број затоа што капацитетноста е 300 до 500 нели навивачи, толку е капацитетноста на оваа училишна сала, меѓутоа кога веќе имате 4 до 5 илјади, а салата се гради по сите ФИБА стандарди. Значи мислам дека спортот ќе се дигне на едно повисоко ниво, а на нас менаџерите останува да го развиваме системот што повеќе. Јас во оваа прилика би бил среќен кога наместо 150 деца кои тренираат за сите наши категории, почнувајќи од мини баскет од 10 години, па М12, М14, М16, М18 и трета лига, имаме до година 250 деца, па од сите нив наместо да имаме 2 репрезентативци во сениорска категорија колку што имаме, ќе имаме многу повеќе нели репрезентативци да играат и за македонската репрезентација и тоа е за мене успех. И јас верувам во овој концепт и верувам во луѓето кои што се залагаат заедно со мене. Ние сите заедно мора да направиме еден систем, затоа што се е во системот да има возможни услови на младите да тренираат и едноставно младите да почнат да гледаат перспектива. Тие не гледаат перспектива затоа што има премногу таленти во оваа држава. И истите таленти не гледаат еднина затоа што прво не се платени, немаат услови и кога ќе дојде денот дали да преломат, дали ќе се занимаваат професионално со некој спорт или нема да се занимаваат, секогаш превладува нели она, па јас што ќе направам ако не успеам. Тоа е стереотип и сето тоа вербата кај младите мора да се врати, за сето тоа треба здрави луѓе да ги водат работите. Господине Стојановски, ви благодарам уште еднаш на гостувањето и ви посакувам успех на предстојниот надпревар. Јас ви благодарам за поканата и воедно би сакал уште еднаш да ги поздравам гледачите и морам да ве пофалам како продукцијска куќа заради професионализмот кој што го гледам сите овие години. Ви благодарам. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Вас се гледаме за 2 седмици. Пријатна вечер.